Десетина приведени од Штип, Кочани и Струмица, меѓу кои инспектори и поранешни раководители во УЈП, во истрага на Кочанското обвинителство поврзана со Пулс. Дека од ноќеска има претреси и апсење на вработени во УЈП, потврди државниот обвинител Љупчо Коцевски. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во Управата за јавни приходи, а за кривични дела, то прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Од она што го имам како информација, ќе јавниот обвинител ќе предложи мерки, какви мерки ќе видиме во текот на денот, откако ќе земе изјави од самите пријавени. Кои се осомничените, што правели и како се поврзани со Пулс? Обвинителството најави повеќе информации во текот на денот. Според извори на Телма, меѓу приведените и Драган Паунов, инспектор во УЈП, за кого ИРЛ предходно објави пораки со синот на собственикот на Пулс Михајло Јованов. Паунов е брат на ВД-председателката на кривичен Даниела Димовска. Коцевски потврди само дека дел од објавената комуникација е опфатена со оваа истрага. Овој предмет во моментов е заведен во Кочанското обвинителство, имајќи предвид дека и место на извршување се е тоа подрачје, така да натаму ќе видиме евентуално доколку нешто излезе ново за некое кривично дело, може би да се пренесе во обвинителството за организиран криминал, меѓутоа од првичните сознанија, од кривичната пријава, произлегува дека надлежно е основното јавно обвинителство Кочан. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан, односно со предметот што е во тек во момент. Според државниот обвинител, истрагата за Пулс против 26 полицајци што се води во обвинителството за гонење организиран криминал ќе заврши до средината на декември, кога ќе се знае против кого ќе има обвинение. Вчера во судницата во Идризово почна судењето против 38 обвинети за пожарот во Пулс, во кој животот го загубија 63 млади луѓе и над 200 беа повредени. На судењето, исполнето со емоции, обвинителот кажа дека Пулсот секогаш била бура барут и смртоносна стапица и побара одговорност.